Понизата навреди упатени на македонска адреса и негирањето на македонскиот јазик не запираат ниту провокациите од Бугарија за кои македонските власти не препознаваат причина за никаква реакција. Колку официјалните македонски власти со смирувачки тонови се додворуваат на бугарските власти за да не се нарушат добрососедските односи, толку повеќе официјална Софија зема за право да реагира секогаш кога ќе проценат дека им биле повредени интересите. Откако последно беа споделувани видеа со кои се шири тезата дека македонскиот и бугарскиот народ е едно исто, институциите се уште молчат, а истата оваа група која на социјалните мрежи споделуваше видеа дека стои позади герила акциите во Скопје, кога на јавни места се лепеа налепници со текст "Еден народ сме" и споени македонски и бугарско знаме, е истата што на денот на чествувањето на годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев пред неговото вечно почивалиште со бугарски знамења во раце извикуваа дека нема да дозволат навреда на бугарите во Македонија. Не искам навреди срещу българите. И българите се хора и те живеат в Македонија. Еден народ владе. Македонското МНР не препозна никаква провокација во ваквото однесување, ама затоа остро ги нападна навивачите комити, откако бугарските власти експресно бараа извинување оценувајќи дека комитите се однесувале недолично на церемонијата. Предводникот на групата Виктор Стојанов е еден од најголемите пропагандисти за бугарското потекло на Македонија, па на Фејсбук испраќа и пораки дека македонскиот јазик бил бугарски. Министерот за надворешни Османи не се чувствува одговорен ниту за пропагандната програма на бугарската национална телевизија во Македонија, во исто време додека МТВ ниту една минута програма нема емитувана во Бугарија. Не спорам дека ако е така треба да се најде начин да се реагира, но јас велам не очекувајте МНР да направи анализа на кабловските телевизии. За тоа има регулатор кој што треба да констатира некој отстапување. Бугарија го смета за злонамерна кампања и споредувањето на односот на Москва кон Киев и односот на Софија кон Скопје. Неодамна бугарите во емисијата кој сака да биде милионер, поставувајќи прашање за македонци, на нарекуваат северно македонци. Ова се само дел од бројните навреди и провокации кои не ги штедат бугарските функционери. Поранишниот бугарски министер за одбрана Красимир Каракачанов, кој својата политичка кариера ја градеше со македонското прашање, пред неколку години се закануваше дека ќе испрати тенкови во Македонија за да ги сруши спомен таблите каде се споменуваат бугарските фашистички окупатори. И европратеникот Ангел Џамбаски најавуваше дека нема да постојат граници меѓу Македонија и Бугарија, пак е било отворено од Охрид до Црно море, оти од двете страни живеела една нација. За разлика од нашите власти, кои никогаш не бараат извинување за ниту една провокација, а министрот за надворешни Османи дури на бугарски честиташе Ден на Санстефанска Бугарија, од Софија има реакции на највисоко ниво, дури и за беззначајни банални работи кои често немаат никаква врска со правата на бугарите во Македонија.